сум Игор Јовчевски, илустратор за деца, вработен во издавачката куќа Едукамак. Тема на моето денешно кратко излагање ќе биде значењето на илустрациите во литературата за деца. Многу пати сум кажал, ќе повторам тоа и уште многу пати веројатно во текот на животот, дека илустрациите за деца се од суштинско, круцијално и огромно значење во детската литература, поготово ако станува збор за литература за деца од предшколска и рана школска возраст. Илустрацијата треба да го прикаже текстот пред текстот да биде прочитан од страна на децата, затоа што децата прво се соочуваат со визуелниот дел од книгата, а потоа со текстуалниот дел, затоа што нели на таа возраст тие се уште не знаат да читаат, поголемиот дел од нив. И многу им е битен, детското око сака да се лепи зашарени, значи колоритни илустрации со весели, ведри, смешни ликови, позадини, значи богати пейзажи со како што реков колоритни да ги има, значи сите оние основни бои од палетата на бои. Значењето е огромно. Комуникацијата помеѓу самиот илустратор и авторот на текстот треба да биде здрава и потполна, затоа што илустраторот треба да прочита што има во мислите на авторот на текстот и буквално неговите мисли да ги пренесе на хартија или на таблет или на компјутер. Со два примера ќе се обидам да појаснам малку околу ова. Значи земав две изданија како примери од изданијата на издавачката куќа Едукамак. Првото е басни, 100 басни, илустрирани басни од Езоп. Овде просторот за работа на самиот на илустраторот е поголем од обично, можеме да речеме, затоа што басните како форма се кратки и просторот за работа или за цртање на илустраторот е поголем. Сепак се задржува на најглавната поука или најглавната поента на басната и тоа се представува на цртеж. Другиот пример е малку спротивен од овој. Како пример ќе користам илустрации од Македонската илустрирана енциклопедија за деца, каде што илустрациите се во форма, поголем дел од илустрациите се во форма на винетки. Тоа се мали, ситни илустрации, кои што во потполност го поддржуваат и го следат текстот на авторот или во случајов на група автори на енциклопедијата. Значи, просторот за работа може би на илустраторот е помал, но работата е секако исто, да речеме, захтевна и комплексна. Тоа би било во кратки црти, да не должам многу, оде би ве поздравам.